Гевгеличани низ времињата, главната улица што го делел градот како засечен топол симит на две, ја нарекувале од станица до граница. Улицата започнува од некогашната касарна и ако добро забележите, ќе видите дека на средината од кружниот тек како символ на топлината е засадена маслинка. Но сепак, топлината и гостопримството на гевгеличани се вткаени во нивните приказни за постоењето и се уште функционирањето на улицата права како куршум. Ако во утринските часови се загледате од крајниот запад на улицата до крајниот исток, ќе забележите дека се гледа железничката станица. Оваа улица е богата со разновидна архитектура, за жал испреплетена со стари и модерни градби. Но во секој случај, знаменита поради нејзината непроменетост низ вековите. Старата чаршија во Гевгелија е како живо платно на времето, каде секоја калдърма носи приказна, а секој ѕид шепоти спомени од минатото. Овде под сенките на вековните дуќани некогаш се мешале мирисите на традицијата, свежо печен леп, ароматични зачини и топлината на ракотворбите што ги создаваат вредните раце на мајсторите. Прошетајте низ неа и обидете се да го вратите времето. Овде некогаш трговците разменувале стоки и зборови, каде што гласовите на занаечиите одекнувале како симфонија на трудот. Старата чаршија не е само место, таа е чувство, таа е топлина на сонцето што се прелива низ старите прозорци, ехо од минатиот век што се меша со сегашноста. Наспроти старата чаршија ќе ве пречека новото модерно време. Споменици, белек на некогашните војни, цветови, дрвја и безброј продавници кои играат во колоритот на различностите. Улицата од станица до граница во Гевгелија е повеќе од обична патека. Таа е жива артерија што пулсира со историјата, приказните и чекорите на минатите и сегашните патници. Како зрак светлина што се протека низ градот, таа ги поврзува спомените на старите времиња со динамиката на денешниот живот. Некаде на средината од својата должина, улицата од станица до граница ја чува најубавата и најрепрезентативната градба во градот, зградата на библиотеката позната како Беширов конак, која била изградена во 1912 година. Во нејзина близина се наоѓа спомен косторницата на паднатите борци од Народно-ослободителната борба. Улицата замислија како сцена од филм каде секој камен на калдърмата носи отпечаток од минатото, а секој зив на ветрот носи шепот на оние што некогаш чекореле тука. Таа е символ на движење, на премин, на промена. Денес низ неа се мешаат звуците на автомобили, разговори и чекори, но ако слушнеш внимателно, можеш да го чуеш ехото од минатото, повикот на трговците, песните на патниците и шепотот на историјата што никогаш не престанува да зборува. Куќите што и денес ги нарекуваат вили и што некако по навика имаат женски. Интересен историски факт е дека оваа улица некогаш била наречена улица на крал Петар, а подоцна го добила името Маршал Тито. И на крај, иако ова е само почеток на едно ново раскажување за Гевгелија, не заборавете да ја посетите старата локомотива.
Таа е споменик и сеќавање на првиот воз кој на 9 април 1873 година поминал одовде, а сообраќал на релација Солун-Велес. Денешната железничка станица пак носи надежи и разделби до границата, каде светот се отвора кон нови хоризонти.